Разрешени 5 судии, еден од Врховниот суд, двајца од Штипска апелација и двајца од основни судови. Судскиот совет разреши тројца судии по повторена постапка со оглед дека тие веќе еднаш беа разрешени, но Советот за жалби при Врховен им ги прифати жалбите и ги врати предметите на повторно постапување. Стојан Чарибарев е разрешениот судија од Врховниот суд, кој како челник на Основниот суд Скопје 1 одлучил да исклучи неколкумина судии од такми системот за распределување на предмети во период кога истекуваше рокот за поднесување обвиненија до судот од страна на СЈО. Тој постапил спротивно на законот за судовите, односно исклучил неколкумина судии од системот АКМИС при процесот на распределба на предмети и ги довел во неравноправна положба судиите во судот во период кога истекувал рокот на СЈО за покренување постапки. Со тоа судијата ги пречекорил законските овластувања и постапувал неистручно и насовесно. Во повторената постапка за двајца судии од Штипска апелација, пак насоките кои ги дал Советот за жалби во Врховен, биле да се почитува принципот на индивидуализација на постапката, како и целосно да се утврди фактичката состојба. Едниот судија постапувал во предмет во кој едната странка била застапувана од адвокатска канцеларија во која бил вработен синот на судијата како адвокат, со што судијата ги прекршил законските норми, односно постапувал неистручно и насовесно. Другиот судија во својство на ВД председател пак донал решение со кое не го изземал судијата од предметот, иако имал законска надлежност за тоа и знаел дека постои конфликт на интереси преку роднинските релации на судијата со адвокатската канцеларија. И овој судија постапил неистручно и насовесно. Покрај тројцата судии за кои имаше повторена постапка, разрешени се и двајца судии од основни судови, а неофицијално, како што пренесуваат медиумите, станува збор за судии од Штип и Тетово. Меѓутоа, за разлика од разрешувањето на тројцата судии, кое е конечно, одлуката на Судскиот совет за нив не е правосилна и тие имаат право на жалба до Врховен.